Без договор за референдумското прашање, но со приближување на ставовите за тоа како референдумот треба да биде спроведен, заврши лидерската средба во клубот на пратениците, која траеше повеќе од 8 часа. Претходно беше прифатено барањето на ВМРО ДПМН за измени во законот за влада, со кои се предвидува формирање на техничка влада 100 дена пред избори по пржинскиот модел, како и усвојување на законот за финансирање на партиите. Со тоа се отвара патот изборот на членовите на Државната изборна комисија во парламентот, од кој зависи спроведување на референдумот, да биде со двотретинско мнозинство, како досегашната пракса. Мицковски денеска се обиде да ги прикрие своите вистински намери. Откако виде дека не постои ниту минимум шанса да се согласиме воопшто да разговараме за директна или индиректна амнестија, денес беше принуден декларативно да се откаже од неговата срамна цел, по секоја цена да издействува спас за неговите ментори и колеги. Меѓутоа, Христијан Мицковски денес разговараше без намера да се договори. Неговата единствена цел денес беше, ако веќе нема амнестија, тогаш нема да има ниту договор. Мицковски повторно ги негираше тврдењата на Заев за барањето за амнестија. Тој истакна дека неговата партија се залага за едно смислено прашање, а не за можното решение, дали сте за членство во Европската унија и НАТО, со прифаќање на договорот со Грција за името. Ние нашето прашање го темелиме и на нашиот став, а тоа е дека мора да се однесува само на договорот, бидејќи договорот е тој кој што од името на граѓаните владата на Република Македонија го потпиша, тоест на 17 јуни. Мицковски не одговори директно дали прифатиле референдумот да биде консултативен како што најави Заев. Ние рековме дека имаме приближување по ставовите околу прашањето што би значило успешен референдум. А за успешен референдум да го прогласиме некој референдум значи дека најмалку два кумулативни услови треба да бидат исполнети. Ке ги повторам. Да има излезеност 50% плюс 1 од бројот на гласачите кои што се евидентирани на списокот на гласачи, и вториот услов е од тие што излегле минимум 50% плюс 1 да гласа за или против. Лидерот на Дуј Али Ахмети изрази разочарување поради тоа што не успеале да се договорат за референдумот. Се разбира дека нормалниот тек на референдумот и изјаснувањето зависи од прашањето кое што ќе го поставите. И во овој случај сакам да истакнам дека сите ние треба да ги ставиме државните интереси пред партиските интереси. Лидерот на БЕСА Билјал Касами изрази надеж дека сите политички партии ќе работат за референдумот да биде успешен.